Dnes, braće i sestri, денот го нарекуваме прво воскресение, зашто и како што слушавте од Светото Евангелие, денес се објавува воскресение. Оваа служба која денес не собира се вика служба на првото воскресение. Ама како што гледате, поврзана е со вечерната богослужба и заради типикот треба да се служи навечер. Ама црквата ги знае потребите на семејствата, на луѓето кои го слават воскресението и не може често пати да се прилагоди на нивните потреби, затоа што сите имаат потреба вечер да се подготват повеќе или да го подготват домот или јадење да подготват за утре и да дојдат вечер на Воскресение Христово 12 часот вечерта. Затоа оваа служба преместена е на некој начин, односно не е преместена по типикот, ама преместена е во обичаите на црквите да се служи порано сабајле, за да можат луѓето да си фатат работа во текот на денешниот ден. Но, многу е значено што е прва служба во која се објавува воскресението, како слушнавте и во самото Свето Евангелие. Значи, не е служба како досега што беа службите во Светата Четириесетница, каде повеќе беа покајнички усмерени, односно да го побудат покајанието. Сега оваа служба е повеќе воскресна служба. Гледате и со избливот на радост во кој ни го пружава Евангелието, дека мироносиците кои први отидеа на гробот Господов најда празен гроб. Што друго да ни се кажи? Вчера на Велики петок проповедта ја почнам, се сеќавам дека нема што да кажам во овој ден во кој треба се да молчи. И така има и една стихија, се треба да молчи на Велики петок. Меѓутоа, денес веќе ни се подотвара устата. Не е целосно објавено Воскресението. Е малку подоцна веста за Воскресението и до апостолите. Први го видеа жените мироносици. Уште не стигнал до апостолите. Меѓутоа, и тие ќе го видат воскреснатиот Господ. Вие знаете наредната недела дека недела на Свети апостол Тома, кој не беше меѓу апостолите на коим се објави воскреснатиот Христос, па сам мораше да го стави прстот во рајот Господу. Затоа, браќа и сестри, веќе таја радост на воскресението не опфаќа сите нас. Еден обичај, може би, кој стои уште во нашата црква, во некои места се практикува, плаштаницата вчера, која се обиколуваше во Лидија околу црквата, да не се стави на трпезата, туку повторно да се остави на средите на црквата, како што беше, скоро на истото место. Меѓутоа, не треба многу да знаеме теологија, чистата логика ќе ни покаже која е смислата да ја изнесеш плаштаницата, народот да влезе под неа како под гробот Господов, за да го земе крстов Христов на себе, и после повторно да останеш на истото место. Образложението дека тоа е за да се поголеми поголем број на луѓе не држи никакво место. Успеавме, гледате, што беше замисливо петок, Велики петок, вчерашен ден, да биде неработен ден.
затоа дојдат сите во црква и да и се поклонат на плаштаницата. Треба да оставиме сега и во сабота, не, туку кога се прави литијата, кога сите поминуваат, треба да си се внесе плаштаницата веднаш во олтарот и првата литургија која денес се служиме, да ја служиме над гробот Господов. Зашто оваа трпеза над која служиме истовремено и гроб и престол Божи, ама и гроб Божи. Тоа за мене што покажува што на неја ја оставаме плаштаницата. И така служиме 40 денови, знаете, до вознесение Господов над светата плаштаница служиме литургија. После тоа пак ја заменуваме плаштаницата со антиминис. Практично се видело дека кога има плаштаница, добро е да се отвара и антиминсот, така што го употребе. Меѓутоа, во древната црква немало потреба никаква од антиминс, зашто антиминсот значил плаштаница. Плаштаницата за тоа ја ставаме во суштината. Тоа е гробот, како што денеска може би сте слушале, одат и јадат над гробовите. И тоа не е погрешно. Многу луѓе измислат погрешно. Не, христијаните, ние јадеме над гробот Христов. Овде го поставуваме гробот, по верата, а Господ е секаде присутен и над него јадеме и пиеме света Евхаристија. Му благодариме на Господа како што тој прво не научи да благодариме за се, ама јадеме над честната трпеза. Ние свештениците, владиците јадеме тука внатре, верниот народ го причертуваме надвор од олтар. Ама треба да знаеме дека плаштаницата во суштина гробот Господов, а ние на гробот ги вршиме централните служби во црквата Божја, затоа што се поврзуваме со крстот и со воскресението. Крстот го донесе Христос до гроб, а воскресението го донесе негото живот вечен. И вака како Бог имаше како човек, но нас ни го покажа патот до вечното, а тоа е Христов воскресен пат. Тој пат, браќи и сестри, нека биде па те водил како начин живот. Нека ни просветлива целото битие, нека не учи. Затоа што ние сме неучени, какви школи да завршиме, колку ја сме умешни во занаетите кои ги практикуваме, сепак сме недоволно совршени. А тоа значи дека треба да се восовршуваме. Таа порака и тој пат го гледаме во воскресението Христово, во кое се надеваме дека ќе имаме време да се восовршуваме. Милоста Божја да биде со сите вас, да ве чува, да ве храни сите дни на вашиот живот.